Следите Трилинка во продолжение гостин во емисијата Ибрахим Мехмети, аналитичар. Господин Мехмети, на што се должи фуриозната победа на ВМРО-ДПМН, дебаклот на СДСМ и веројатно по 2 децени дуи ќе замине во опозиција? Можеме повеќе причини да наведеме, се разбира, секој агол има своја содржина. Меѓутоа, главното мислам дека е наративот кој што се градеше од страна на ВМРО и од опозицијата генерално за, ако збориме за успехот на ВМРО, дека СДС води немакедонска или антимакедонска политика со нејзината спремност да направи компромиси кои што би значиле промена на уставот, внесување на бугарите, и наративот дека СДСМ ја препушти власта на ДУИ и стана помошник на ДУИ, да речеме, во владењето со државата, со тоа што заклучокот бил дека македонците стана подложни на политиките на една албанска партија. Мислам дека ова, според мене, сега може да има и други причини, мислам дека ова беше една од главните причини што влијаеше на овој успех на ВМРО и на неуспехот на СДСМ. Се разбира, имаше и кампањата беше доста оштра и мислам дека разбуди доста етнонационалистички, да речеме, чувства кај македонците, една желба за реванш, така да се изразам, кон една партија која што ја присвоила државата и сега треба да се врати на македонците. Мислам дека тој наратив беше главната причина или една од главните причини за овој резултат. А во однос на ДУИ? Во однос на ДУИ со коалицијата на Европски фронт очигледно дека победија, така, според резултатите. Резултатите се такви, меѓутоа пораката и ставот на победничката ВМРО-ДПМН е дека не планира да прават коалиција со интегративците. Тоа е во духот на она што го кажа претходно, дека они сакаат да покажат дека македонците, во овој случај ВМРО, се тие кои што одлучуваат кој ќе биде во влада, кој нема да биде во влада, нема албанците да одлучуваат како ќе им текне, нешто во тој стил. И јас така го читам тој одбивен однос уште априори, значи пред да има дури и уште кампањата траеше, нели овие ставови беа пласирани, со тоа ВМРО изгради силна позиција кај македонското гласачко тело, што се покаже со резултатите. А што ќе биде потоа, тоа е веќе друга тема. Што ќе случува од денеска и натака со разговорите за формирање влада, тоа ќе видиме. За тоа може да збориме подолго, се разбира. Ден по изборите, лидерот на ВМРО-ДПМН со најтесното раководство ги исцрта приоритетите на идниот владин состав, во кој ќе доминира економска силна држава, фронт против криминалот и европски интеграции. Пред овие избори многу често се зборуваше дека ВМРО-ДПМН нема коалицијски капацитет. Дали сега на ВМРО-ДПМН сушност сите карти им се отворени да избираат со кого и како ќе коалицираат? И дека нема да прифатат било какви ултимативни од страна на можните коалициони партнери. Имајќи во предвид дека имаат 58 пратеници. Да. Мислам дека во позадината на целата оваа приказна е да се покаже силен интегритет, да се покаже авторитет, дека тој авторитет кој што добил таква поддршка може да, односно има право да одлучува и ние немаме уставни или законски пречки кои што би застане на пат на една таква амбиција која што, ако гледаме политички или ако гледаме реалноста во Македонија, па дури и праксата која гледаме, ќе биде малку проблем да се донесат овие одлуки, затоа што треба да се размислува за идните чекори, што треба да ги заземе државата. Ние сме збореле дека и тоа што се случуваше во претходниот мандат, кога зборуваме за европските интеграции, дека секогаш треба да се води сметка, пошто ние сме мала држава, а треба многу гласови за да се
донесат одлуки кои што се поврзани со европска интеграција, тоа треба да се задржат некои минимални коректни релации со сите партии, кои што може да имаат некоја улога. А ова со силна економија и борба против криминалот и корупцијата, тоа не е нешто ново, нели? ВМРО има тенденција тоа да го нагласува и фактот дека они како партија во претходниот период кога беа на власт покажува капацитети за екнување на економијата, тоа не е спорно. Меѓутоа, од друга страна, видовме дека трошењето беше доста нерационално, кое што фактички ги рушеше тие успеси кои што несомнено ги постигнуваше во економски план. Борбата против корупција, ние сме сведоци дека и оваа партија беше дел од таа слика. Сега се разбира, после 7 години, колку има, или 8 години кога е во опозиција, она може да претендира дека е реформирана, дека има нови луѓе, меѓутоа ја не гледам дека има многу нови луѓе. И ако има нови, но тие се во позадина, во сенка на овие истите политичари кои што беа и претходно во првите редови на ВМРО ДПМН. И треба да видиме колку тоа навистина таа обнова, внатрешна обнова на ВМРО ќе покаже резултати. Господин Мехмети, во албанскиот блок... Но без европска интеграција, јас овој ги слушав и председателката, ова кандидатката за председател од ВМРО ДПМН тврдеше дека ние треба да ги направиме стандардите, треба да станеме европејци пред да влеземе во Европска унија. Мислам дека тоа не функционира баш така. Јас слушав некој цитираше еден на хрватски политичар кој што каже дека хрватите, кои што ние ги сметавме за европејци дури во поранешна Југославија, некој од нивни политичар, не сеќам кој беше по име, изјавил дека дури кога влеговме во Европска унија, ние почнеме да стануваме европејци. Значи, некои процеси мора да ги доживееш за да станеш. Ние ако правиме вежби во Македонија како да станеме европејци, мислам дека тоа ќе трае многу долго и не верувам дека туку така може тоа да се реши со стоење во овие позиции и дека на тој начин ќе ги постигнеме тие стандарди кои што се очекуваат од една земја кандидат. Господин Мехмети, мислите дека Али Ахмети ќе се соочи со реалноста и конечно ќе ги ослободи институциите за кои многу често се зборува дека се институционализирани во рамки на оној принцип или таа формулација што многу често ја слушавме, дуизација? Мислам дека ќе беше многу посоодветно за ВМРО да го вокабуларот да го прилагоди, затоа што имавме иста ситуација 2020 кога Заев викаше дека Дуи треба да оди во опозиција. Една партија за друга партија да му кажа што треба да прави, мислам дека не е потребно. Тоа самите резултати, самите реалности во политиката ги одредуваат овие релации, да речеме. И подобро ќе беше да рече дека ние сакаме да правиме коалиција со овој блок, затоа што гледаме повеќе сродни гледање на работа и така натаму. Наместо се каже дека ние мислиме дека ти треба да идеш во опозиција, ти треба да идеш на власт. Тоа звучи како мајоризација де факто или покаже авторитарен некој однос кон тие послабите или помалите. И мислам дека тоа не придонесува кон градина доверба и евентуално една соработка која што би можела да биде потребна бидејќи ние сега живееме во едно такво време каде што внатрешната кохезија на државата е исклучително важна. Според мене, тоа е секогаш важно, меѓутоа кога гледаме дека имаме нестабилност во близина, иако не во непосредна близина, меѓутоа може и да гледаме, да речеме дури дека во непосредна близина, гледаме дека имаме тензии Косово-Србија, војна имаме во Украина и во таа ситуација мислам дека сите треба да гледаат малце по-широко. Не да гледаат само тесниот интерес или оне краткорочен интерес, туку треба да гледаат малку по-широко во градење на внатрешна доверба. Независно дали ВМРО ќе ги покани или нема да ги покани ова или она партија во власта, меѓутоа самиот речник некогаш е важен. Да не се навреди тој другиот да каже ти ќе одиш таму, ти ќе одиш ваму, тоа мислам дека не придонесува кон градење на доверба или за евентуално една соработка, зашто никогаш не се знае што не чека сите нас, а и партиите исто така. Од официјална Софија стигна
порака дека многу скоро ќе видат и ќе добијат јасна слика дали тандемот Мицковски и Сијановска имаат искрена желба да се дојде до решение во однос на разликите меѓу Скопје и Софија. И ставот од Бугарија е јасен, а тоа е дека Бугарија го поддржува македонскиот евроинтегративен пат, но услов за тоа е почитување на копенхашките критериуми. Не случајно го акцентирам делот на копенхашките критериуми, формулација која ја користеше многу често во своите обраќања и излагање идната председателка Гордана Сијановска-Давкова, која вели да може да преговараме, но врз основа на копенхашките критериуми. Многу прилики кога сум зборувал јавно, сум кажувал дека македонската страна, особено етничките македонци, имаат многу причини да бидат незадоволни тоа што се случува околу евроинтеграциите, особено од овие барања од страна на Бугарија. Но од друга страна, тоа се случува на сите. Сега викат дека само нас не случува такви непријатни ситуации, но тоа се случува со сите. И таква е реалната политика. Европска унија вели, ако вие сакате да станете членка кај нас, вие треба да ги исполните нашите услови. Ако ние како кандидат поставуваме услови на тие што одлучуваат за нашата иднина во Европската унија, мислам дека тоа не знам колку може да помогне во целиот процес. Тоа ми е поентата. Не дека има полно држави кои што имаат право или се убедени дека имаат право. Ние сите кога застапуваме некој став сме убедени дека имаме право. Меѓутоа некогаш мора да се гледа и другата страна, односно ако ние им кажуваме сакаме да станеме дел од вас у институционална смисла, тогаш треба да видиме како тоа да го решиме. Ја не викам дека не треба да се Македонија не треба да се бори за да ги ублажи, да речеме, тие условувања. Треба да го правите и може да го прави, но начинот на кој што тоа се прави, мислам дека треба да биде кооперативен, конструктивен, не со мерење на сили. Ако вие ни барате на нас да направиме ова, тоа вие ќе направите ова, зашто ние сакаме да сме равноправни со вас. Ќе бидеме равноправни кои ќе бидеме таму. Тоаш можеме да правиме многу работи. И Бугарија не беше толку силна кога беше надвор од Европска унија. Сега се они равноправен член на Европска унија и они може да им кажуваат на другите. Може да стават вета, може да прават да поставуваат барања, не само Бугарија. Ние заборавивме дека Грција колку 30 години држеше на место. Сега одеднаш заборавивме и сега имаме нов проблем. За жал тоа е тоа. Не е само Македонија, гледате Албанија, еден потенцијален градоначалник кој што го фатија на дело како купува гласови и се Грција целата државна политика ја прилагоди на да се освети на некој начин за тој. Сега го предложи за европски пратеник дури. И дали е тоа добро? И јас не верувам дека тоа добро. Дали е добро што Бугарија ги постави сопки за Македонија? Не е добро. Они може да имат своји аргументи, јас не ги знам тие се премногу комплицирани прашања, дури за историчарите и за јазичарите кои што се бават со ова прашање, но не треба премногу да се заоштат односите со страните од кои што ние очекуваме поддршка. Што на крај треба и Бугарија да гласа за нас. Инаку ќе останеме како што сме. Дали е тоа добро? Секој треба да каже за себе. Ако мене прашате, мислам дека треба да се направи све што е можно за да се излезе од ова пауза, да речеме, или ова блокада, зашто сум убеден дека со запоштување на преговорите многу работи ќе се поправат и односите може да се поправат. Самата комуникација може да се поправи, затоа што ние ќе комуницираме со наши експерти, ќе комуницират со луѓе и од Бугарија и од другите држави. И може на тој начин самата таа блискост и комуникација може да биде од помош. А вака кога сме оддалечени, тогаш се гледаме со поголем сомнеж, кој што на крај најмалку им треба на тие што се послаби. Ние сме послаби, не само Македонија, него и сите држави кои што сака да бидат дел од Европска унија.
де факто се во таква позиција. Тоа е така. Сега зошто е тоа така? Сме зборували со години, но се надевам дека ќе се најде некој излез. Благодарам за издвоеното време и гостувањето во емисијата. Благодарам на вас.